Специјалното јавно обвинителство деновиве во изминатава недела се најде под сериозен притисок од страна на јавното обвинителство. Испратени се повеќе кривични пријави против вработени во специјалното јавно обвинителство. На оваа тема, што се случува, кои се позициите на јавното обвинителство, разговарам во студио на Нова со Јован Трперовски, адвокат и поранешен јавен обвинител, и професорот по кривично право Гордан Калајџиев. Добро дојдовте во студио на Нова, да ни помогнете да разбереме што се случува и кои се позициите на специјалното јавно обвинителство во однос на јавното обвинителство и овој цел протест што се одвива под мандатот на специјалното јавно обвинителство. За почеток, како ви звучат вас, кои се вашите коментари во однос на овие најави од јавното обвинителство дека кои почнаа да стигаат секој ден, дека се упатуваат кривични пријави против вработени обвинители или истражители, и не знаеме можеби прецизно кои се вработени во специјалното обвинителство, кривични пријави за нивната работа? Па, за мене очекувано беше дека ќе има притисак на работата на специјалното јавно обвинителство колку се приближуваше времето, за да специјалниот јавен обвинител почна да одлучува по конкретно поднесените кривични пријави. До ваков заклучок доважам прво од она кое што македонската јавност ги имаше слушнато материјалите кои што беа повод за донесување на закон за специјално обвинителство, како и остварување на една од одредбите од договорот во Паржино. Затоа што практично од она кое што сите го знаеме, од материјалите кои што ги прослушуваме, може да се заклучи дека станува збор за поголем број на извршени тешки кривични дела, каде што практично се и лоцирани сторителите на кривичните дела. Према тоа, она кое што е основна работа на јавното обвинителство е за да има конкретен случај и конкретен сторител на кривично дело. И нормално, функцијата на специјалниот јавен обвинител да ги гони сторителите на кривични дела, онака како што е пропишано во Законот за специјално јавно обвинителство, кој што произлегуваат од прислушните материјали. Према тоа, очекувано беше да имаме притисак. Меѓутоа, прашање е до каде ќе оди притисакот и која е намерата и од кого е намерата за да се оневозможи специјалниот јавен обвинител да си остави функцијата за која што практично е основна. Професоре, што би можело да биде грешката на еден обвинител, бидејќи кривичните пријави се однесуваат на тоа дека, ако добро разбравме, не ги знаеме во детали тие пријави, но она што е соопштено е дека обвинителите во специјалното јавно обвинителство или истражителите вршеле притисоци врз луѓето кои ги испитуваат, предпоставувам, во една постапка која е логично да ја спроведува едно обвинителство. Каде тука може обвинител да погреши законски и да врши притисок врз некој што е таргет на истрага? Теоретски е можно. И ние, додека не ги знаеме сите податоци, би било неодговорно да тврдиме дека 100% сме сигурни, дека што не е теза, дека се работи веројатно за притисок врз работа на обвинителството, што инаку беше малку интересно, неочекувано, а повеќе очекував дека ќе има пасивно несоработка за африканци со законитоста на доказите и слично. А еве дочекавме и од страна на обвинителскиот совет и од страна на МВР активно работење против обвинителството. Се работи за 8 пријави. Така што теоретски е можно тие при имаат овластувања сериозни. Законот им дава и полициски овластувања што досега обвинителството не ги користеше, но не е исклучено некои овластувања за прв пат ова обвинителство, бидејќи помалку ќе се подпира врз полицијата, да ги преземе само. Тука, значи, би било теоретски можно да се преземе при испрашувањето да има употреба на сила, закана, безбранител и што ја знам, но тоа се процесно се санкционира во постапката. И лично морам да признам до користење на други действија кои што би можело да ги преземат непосредно, претреси и што ја знам. Не е очекувано и не е реално. Ние до сега имаме обратна ситуација. Значи, па дури и законот, прв пат предвидува можност во присуство на обвинителот да се користат нешто што порано не беше дозволено,
испрашувањата во така наречените полициски информативни разговори, што како законско решение се базира на тоа дека ние имаме доверба врз основа на нашето досегашно искуство, дека тој тип на злоупотреби, примена на сила, измама и слично, не било користено од обвинителството и дека тие сами по себе, со своето образование, интегритетот што го имаат, ставовите визави законитоста, немаат тој тип на проблеми кој што го има полицијата во однос на користењето на овакви притисоци и незаконски средства, обид за подкуп и слично. Така што објективно би било малку веројатно дека тоа навистина се случило, но не е исклучено. Значи, допрва ќе видиме дали нешто такво навистина може би имало. Не е исклучено, но е чудно полицијата се става наспроти обвинителството и тоа е во јавноста јавно јасно се гледа, што е било не е исклучено доколку навистина постои некаква злоупотреба. Но мене лично, и се слагам и тука со соговорникот господин Трпеновски, дека за сега се поверојатни тезите, дека се работи за притисок врз работата. Од праксата, господин Трпеновски, на обвинителство, сега се движиме во рамките на предпоставки, се разбира, бидејќи не знаеме за што точно станува збор. Од праксата и она што е новиот закон за кривична постапка, што еден обвинител, бидејќи тој работи по истиот закон, на кривична постапка, што еден обвинител, на кој начин тој би можел, или кои се црвените линии во истрагата, за да се избегне оваа ситуација да се врши притисок врз некого кој би бил предмет на кривична пријава. Прво мора да тргнеме од тоа дека јавниот обвинител може да биде сторител на секое кривично дело, а посебно на кривично дело кое што е врзано со статусот. Значи, службено лице. Има кривични дела кои што се врзани со самото својство на извршител на кривично дело. Меѓутоа, добро рече професор Гурдан, тоа е фактичко прашање. Дали во конкретниот случај некој јавен обвинител има извршено кривично дело, односно консумирал елементи на некое недозволено действие, тоа треба да се види понатака во поставката. Меѓутоа, станува збор сега дали јавниот обвинител може да биде сторител на кривично дело, може, како секој физичко лице. Затоа што јавните обвинители, како судите, адвокатите, имаат ограничен имунитет. Имунитетот во вршењето на својата службена должност. Меѓутоа, тој ограничен имунитет не дава право да јавниот обвинител може слободно да врши кривично дело, впрочем и тоа би било илузорно, нели? Кое кривично дело би можел да го изврши? Може кривично дело да го изврши од член 143 од Кривичниот законник, каде што вели службено лице во вршење на службената должност се го малтретира или на друг начин му нарушува достоинството и значи во спроведувањето на постапката. Ние имаме на ситуација каде што се повикани одредени лица на разговори. И од она кој што во штампата го слушна... И тој разговор кога ќе повика обвинител не е сигурно пиење кафе. Во штампата кој што го слушна, од начинот на исследувањето, од разговорот кој што го води јавниот обвинител, се доважува до ситуација дека му се прети, му се заканува и со тоа практично кривично дело. Така, слушавме дека на тоа се базирани кривични дело. Се поставува прашање дали прети, со кое што му кажува некоја опасност, ако не кажеш, тебе ќе те притвориме. Прашање сега, дали може да се реализира. Меѓутоа, ако е тоа резултат на начинот на истражувањето, затоа што практично повиканото лице на разговор кај јавниот обвинител треба да одговори на прашањата во врска со конкретниот случај. Ако прашањата се вообичаени, ако се во склопот на допуштеното со законот, како е тоа претење? Јас никому не му претам ако барам да имаме сознание дека тој и тој се сторил, да е сопствената одбрана. И друго се постава прашање. Зошто му треба на јавниот обвинител да биде толку ригорозен, да бара признание од некој кога практично записникот кој што го прави не е доказно средство за пресуд и на него не може да се заснива судска одлука. Записникот од распитот? Записникот од распитот. Тој не е доказ. Не е доказа во судот, затоа што јавниот обвинител во предлагање на доказите, ќе се повика на разговорот, ќе се повика на записникот, меѓутоа,
Записникот не може исклучиво да биде во колку го откаже. Она кој што го кажал. Зависи дали е Да. сведок или обвинет. Да, али да, Записниците да. од испрашувањето на обвинетиот може да се читаат како доказ. Но Доколку се дадени под услов Да. со претходна поука забранета, поука за право на молчење и слично. А за сведоците се читаат само ако се отстапува од нив и тогаш сведокот на главниот предец ќе се праша дали и зошто кажал поинаку. Кои се црвените линии според новиот закон за кривична постапка кој не смее да ги пречекори, да речеме, обвинителот, за да не влезе во доменот на повреда на човековите права? Па тие не се нови. Црвените линии се стандард на меѓународното право и на домашните закони и наназад, во смисла на правата што ги имат осумничени, што се меѓународни стандарди, значи доброволноста на исказот, правото на користење на бранител и слично. Има и некои слабости, например, нашиот закон. Не го забранува користењето, односно го забранува, но не го санкционира користењето на измама, што иначе често го користат полициските практики. Да речеме, да се излаже едниот, да речеме, се испрашуваат двајца паралелно, осумничени, и едниот да се излаже да му се рече дека другиот тој е признал и да. слично, тоа е веќе измама, а не е така, или дека има некои докази, а ги нема. Тоа нашиот закон за жал го забранува, ама не го санкционира. Значи не му дава значење како на други овие земени со помош на сила, закана и слично, кои што се и кривично дело тортура. Значи нашето законодавство казе строго ги казнува согласно меѓународните стандарди. Секоја присилба користена заради да се добие признание или изјава на сведок се подведува, може да се подведе под кривично дело тортура, нехуман третман и слично. Дали овие истраги течат само, ги спроведува само специјалното јавно обвинителство или има и соработки со полицијата? Или може специјалното само да ги води? Па, нормално јавниот обвинител да има соработка со органите, нарочито со Министерството за внатрешни работи и други инспекцијски органи. Секој државен орган е должен Да соработи. да одговори на барањето на јавниот обвинител. Тоа зборуваме ние како што е по закон, но во пракса јас мислам е сосем поинако работата. Ако немаме ние соработка со државните институции, нарочито со Министерството за внатрешни работи, се постава прашање дали специјалниот јавен обвинител може да се оствари функцијата како што е предвидено не само во закон за специјално јавно обвинителство, него и во закон за јавно обвинителство, во кривично закон и закон за кривична постапка. Затоа што закон за специјално јавно обвинителство има одредба каде што вели се што не е предвидено се применува законот за јавно обвинителство. Дури една реченица која што мало е многу широка и сите позитивни прописи во македонското законодавство. Што значи? Во закон за јавно обвинителство и во закон за кривична постапка се упатува на соработка со државните органи, а јавниот обвинител е тој, ние велиме стожер во постапката кој што практично го смерува работата и на другите органи и треба да му помогнат во остварување на функцијата, во прибирање на докази. Законски се оди уствари не е само соработка, не се обврзана соработка, туку се должни да го слушаат сите државни органи, сите материјали, се што ќе барат Законски се обврзани. се обврзани да ги И исполнат. доколку не соработуваат, Доколку не соработуваат, тоа би можело да биде проблем за дисциплинска или некоја друга одговорност. дисциплинирано и кривично. Или Ако помине сфера на злоупотреба, може да биде кривично сега, зависи од за што се работи, но она што е главно, ние од почетокот се знаеше дека самото специјално обвинителство се појави како потреба дека другите државни органи и обвинителството постојано се партизирани и не се расположени да водат борба со корупција, со политичката елита и нивните криминали, и затоа се останови. Од самиот почеток беше за очекување дека соработката и ослонувањето врз другите органи кои што се уште се под чизма на политичката елита, дека ќе оди тешко. Она што ја велам дека е мало изненадување е дека таа офанзива е агресивна и неочекувана, и ја дори се сомневам од кои се мотиви е таа, бидејќи ја лично не очекував, бидејќи имаше и некој компромис и во изборот на обвинителот и во тимот, не беше толку за очекување дека ќе оди негативниот став на Министерството и на политичката елита толку силно врз обвинителката, и мислам дека тука има некој правење филмови, но сега да не шпекулирам. Но секој случај, недолично, да речеме, ние имавме изјави на министерот Чавков за пријави кои што допрва ќе дојдат за сериозен орган,
особено вакво обвинителство, било кое, особено специјалното, кој што има тешка задача и во тешки услови работи, да излегува со изјави политички, кај што се даваат политички ставови, сепак тој беше министер, сега е заменик министер, таму е прв човек од практично од ВМРО, дека специјалното обвинителство применува нехумани методи, застарени. Тоа е една дискредитација што е политичка кампања, која што еден орган кој што е слуга или е асистент на асистент на обвинителството, не може да се го дозволи. Да, тие може, ако има злоупотреби, се должни и против своите шефови да работат, и своите предпоставени и во полицијата и слично, и за тоа постојат обврски правни, но не личи ова, повеќе личи дека се работи за една политичка пракса. А ќе видиме ние како ќе одговори и дали ќе дојде сега, бидејќи тие ќе ги процесуираат пред друго обвинителство ако ги пуштат. Да. Па ќе видиме како ќе одговори другото обвинителство, дали ќе дојдеме до отворен судир помеѓу специјалното обвинителство и другите обвинителства, каде што има... Па тоа е во најава, тој судир е очигледен. Специјалната обвинителка најави пресконференција наскоро кај што ќе се произнесе околу ова. Си имали ли во праксата случај каде што против обвинител се водела кривична пријава? Дали сеќавате? Имало во пракса да има и обвинители кои што били осудени. Према тоа, да. Врз база на пријава покрената од некој кој бил предмет на истрага. Меѓутоа не во ваква една не оваква констелација, да. Во каква? Не обвинителство специјално спрема редовно, такво не иначе професор што го рече на вистина интересно сега. Практично јавен обвинител е пријавена треба да одлучува друго јавно обвинителство од редовното јавно обвинителство. А принципите на работа на јавното обвинителство се исти и во специјалното и другото. И сега, кои се можностите на другиот јавен обвинител? Ако оцени дека извршено кривично дело, треба да бара од Советот за јавни обвинители да му симнат имунитетот, затоа што тој е вршен, ама треба да дај докази, треба да дај факти дека навистина е сторено кривично дело. Јас се сомневам дека ќе дојде до таква ситуација да еден од јавните обвинители кој што е пријавен да треба кривично да одговара. Тоа сега само е моја предпоставка. Немам некои сознанија други, затоа што практично во специјалното јавно обвинителство дојде јавни обвинители кои што имаат долгогодишно искуство, кои што веќе известен период работат по новиот закон, со колегите поднесуваат и нема да си дозволат она за кое што практично тие се надлежни да оценуваат дали е извршено кривично дело. Јас тргам прво од едуцираноста на јавните обвинители, од познавањето на новиот закон за ЗКПК што се проширени функциите на јавниот обвинител и мислам тоа илузорно човек да прифати без да ги види докази дека навистина може да стане збор за извршено тешко. Од аспект на правна финесија и покомплицирано од ова што е на прв поглед, веќе за разлика од сите други обвинители кои што постапуваат веќе со последниот подолго време, веќе ние имаме нов закон за јавно обвинителство каде што наместо заменици тие се носители на собствена функција, нивниот шеф е само еден вид нивни директор, администратор, да. Не баш не толку, ама секој е како судиите имаат носители самостојни на автономија на обврските. И како такви одговараат, иако се уште има некој степен на единство од организацијата. Овдека имаме едно хибридно решение каде што они се обвинители вистински само катица, Јанева, а они се обвинители кои што работат за нејзи и ги немаат сите овластувања. Така што кога дури кога би се испитувала правно нивната одговорност, е прашање нивната позиција како обвинители визави катица Јанева. Кои се последиците од кривичните пријави се поднесени? Дали тоа ќе ги спречи тие обвинители или истражители против кои се води постапката да ја вршат понатаму својата работа? Сега имаме ние поднесена кривична пријава, треба да се поведи постапка, па да се оценува дали ќе може да ја обава функцијата. Треба да отпочне истражна постапка. Па и тога веројатно ќе следи некој од овие мерките кои што е суспензија за да работи во јавното обвинителство. Меѓутоа, многу далеку сме ние од одлуката каква ќе биде, затоа што поднесена кривична пријава мора да се утврдува. Тоа е фактичко прашање. Прашање бидејќи ако дојде до суспензија
дел од обвинителите, дел од истражителите се работи за 8 кривични пријави, тоа ќе нанесе сериозен удар на капацитетите на специјалното јавно обвинителство. Ако се покаже, Да. ако се, мислам, не е убаво, нити е културно, нити е политички коректно, а го имаме тоа и на план на овие заменици и министри со поднесување на пријави. Гледате дека немаат и не имаме наводнена ситуација каде што имаме специјални Станува за преседан, и каде што политичката култура, ако е тоа врз база на политички договор, треба да им се даде да се вршат работата врз основа на политичкиот договор со некоја кохабитација джентлменска. Ние таков случај немаме и сега овдека имаме отворена, да не кажам, условно игра на нерви, некоја војна, некоја зафркавање. Меѓутоа, поднесување кривични пријави против обвинителство кој што има вакви сложени задачи, ни малку не е игра. И ја мислам дека тоа може да отвори пат, доколку се покаже дека е тоа зафрканција, дека тоа е можеби посериозна злоупотреба на службена положба, отколку овие тврдења за кои што сега тврди МВР дека ги има кај јавното обвинителство. Доколку се покаже дека идејата за тие пријави е некој Чисто политички притисок, маркетинг да, и притисок и зафркање. Да. Мислам, јас апсолутно во право сте. Ја да видам Тоа дека токав број се злоупотреби. натира практично мотивите на поднесувањето на кривичните пријави, точно вие зборувате. Затоа што практично станува збор еден орган кој што произлезе како резултат на состојбите во Македонија, кој што е подписан и знаеме како е подписан и од кого. Политички договор. Да. И сега практично, ако се врши притисок со понесување на кривични пријави од страна на лица кои што се повикани, обвинители, сведоци и обични граѓани, и ако е тоа без било какво воство, мислам, многу е сериозна ситуацијата. И не би можело така олеко да се премини преку тоа да на ваков начин се обструира работата на јавното обвинителство. Говорам, ама апсолутно во право сте. Таквите размисли, мислам, се во ред. Едно друго прашање, една дилема која се отвори е многу актуелна во јавноста во изминатиот цел месец. На кој начин Катица Јанева ги примила аудиозаписите, односно популарно познати како бомби, дали е направен записник или не е направен записник, која е според законот постапката кога обвинител прима од странка таков материјал од таква чувствителна сензитивна природа како што се тие аудиозаписи? Професоре? Интересно, мислам дека повторно овде имаме повеќе поводи и дување на ситуацијата. Морам да признам дека законот за кривична постапка кој што се наведува како извор, ово прашање не го решава јасно. Значи го решава прашањето јасно. Како се постапува кога обвинителот прима од странка материјал, некаков? Сите ситуации во кои што правни или физички лица доставуваат материјали во законот не се покриени. Значи се зборува за неколку ситуации кога се одземаат, бидејќи тогаш се одземаат со практично од некого им се дава им се дава потврда за тоа. Се спомнува некои членови кои што се за преземање на истражни действија, но ова не е истражно действие, значи точно се знае кои се истражни действија што се преземаат, например, со слушувањето на ова е материјал од кој можеби ќе произлезе истражно действие. Експлицитно законот бара, односно точно се знае каде мора да има записник, па дури за некои работи што се поважни и што мора тој да содржи. Морам да признам дека ја дури прашав неколку луѓе обвинители за практиката и морам да кажам дека постои различни практики, па и различни мислења и во едно подрачје, а се разликуваат и меѓу подрачјата Скопје, Штип и Битола. Наводно постојат и би требало да постојат подзаконски прописи на самото обвинителство. Во јавноста се спомнува овие прописите за архивско работење, кои што се ваѓа пошироко за управните и други органи. И доколку не би имало по-тесен специјален пропис за обвинителството, би требале да бидат на некој начин обврзувачки. Колку што разбрав, а ја не сум го видел тој, има внатрешни прописи на обвинителството. Со тоа не води до еден друг проблем, што за многу работи
тие се нејасни, не се публикувани. Ако отворите на Републичко јавно обвинителство, нивните подзаконски прописи нема да ги најдете. Исто и со МВР. Јас сум ги барал, па дури експлицитно ако ги барате, некои подзаконски акти, да речеме за прислушкувањето од правилниците, Тие стојат како интерен некаков дел од тие интерни прописи се водат како класифицирани документи. И не можете ни као јавност да ги добиете. Да. Така што од тој аспект е тешко да се провери Нема видов дека Советот на јавни финеси, дали тие финеси се јасни во тие нивни прописи. Значи во ЗКП не се јасни, односно не се покриени сите. Има некои членови, да речеме, обвинителството има широки овластувања да бара. Се спомнува во еден член кога барат правни лица. Правните лица може да му ги достават по пошта и тогаш тие наведуваат што доставило обвинителството, да заведува на списот на обвинителството секојаш се води што све има внатре и кои се документи. Меѓутоа кога се примаат документите често пати зависи, значи дали се барани или се дадени на иницијативен орган, од кој тип се списите вообичаено се нотираат. Станува спор пак за преседан, за исклучително чувствителен материјал. Чувствителниот материјал Записи на разговори како 20.000 луѓе би требало да се нотира дека е преземен. Дали формата е записник или не, велам има и различни мислења, но не е чудо и тоа се случува дека во нашата пракса, вклучително и обвинителската пракса, тоа прашање не е многу јасно решено и тоа тогаш упатува на тоа дека во самото обвинителство има проблеми и би било добро Советот на обвинители и можеби и тоа да го утврди. Дека, но треба да праша и други, дали и како има во практика и прописи за една проблематика. Ако добро разбира, Советот на јавни обвинители заклучи дека не знае како треба да се постапи во случајот. Тоа беше некаков заклучок дека не постои правило. Мене ме води повторно на истиот проблем што го разговараме претходно. Повеќе многу личи дека во случајот е далеку од тоа дека КТЦ Јанево очигледно направила некаков голем пропуст, кој што се гледа од километар и кој што е знак за нестручно работење, бидејќи ниту законот, ниту нивните прописи се јасни за тоа баш која форма мора да биде тоа, а во крајна линија она кој ги прима не знае на вистина што има во содржината. Дали тој записник треба да изгледа прими разговори и сега да ги наведе цела листа на разговори кои се внатре, може да напише дека има 4 CD-ња или USB или нешто може да бидат тие некои хард дискови, тоа уште не кажува ништо за тоа дали е прво тоа точно, а најмалку кажува дали се тоа докази. Дали се тоа докази, која вредност ќе имаат. Слушав вчера во една друга емисија на Нова телевизијата, кај што соговорниците пласираа една теза и се сложија дури за незе, сосема погрешна, дека фактот дека КТЦ ги примила вака или онака, нив може да ги направи незаконити и дека не може се, зашто КТЦ ги примила као да е тоа некоја нова идеја, ајде да најдеме уште една звршка, бидејќи судот веше ги оцрни доказите као незаконити, а сега уште и КТЦ не ги примила законите и демек се спасивме од тие докази. Како ги примила КТЦ, а нема врска со тоа дали тие докази ќе бидат или не на суд, тие може да се дисквалификуваат само ако навистина се применети со очигледна злоупотреба од тој што ги применил. И тука беше мојата теза дека е различно прашањето дали тој што ги прибавил доказите, државниот орган што учествува во постапка против наводните сторители, направил злоупотреби или тоа ги направило трето лице или самите тие или некои криминалци кои што тие ги симнале незаконито, а до нив дошло обвинителството. Тоа е сосема друга ситуација и нема зошто да ја санкционира државата заради незаконитоста на трети лица. Тоа не е идејата на доказните забрани. Но сакам да кажам, многу се поедноставуваат работите и некој се шпекулира се со таа идеја да се политичката игра е таа која ги води очигледно. Како ви изгледа вас, што требаше КТЦ да направи кога ги примави? Јас мислам повеќе техничко прашање, затоа што Закон за кривична постапка предвидува со понесување на кривична пријава треба да биде одредено против кого за настан и да им предложи доказите. Меѓутоа станува збор за понесена кривична пријава за еден мал настан, каде што доказите
нормално може да се специфицират и да се достават. Станува збор за еден огромен број на материјали. Прашаем прво дали тие ќе бидат докази во кривична постапка и што фактички содржи. А зошто да не го поставиме прашањето па обратно? Тој кој што ги достава доказите треба да ги специализира и да ги достави. Јавниот обвинител да трне во записникот, па за да направи записник за примање. Поносителот на доказите не ги има специфицирано, затоа што прво нема интерес. Целокупната јавност бараше да опозицијата да ги достави. Опозицијата нормално не чувствуваше потреба да прави некоја спецификација, затоа што аз ги доставам на државен орган. И сега јавниот обвинител ги прима, ќе направи спецификација тогаш кога ќе почне да работи. Меѓутоа, за да се утврдува дека има некој пропуск, дисциплински пропуск, треба конкретно да се каже. Што е Дали треба да документира специјалното обвинител? Го слушавме овој разговор, слушавме од тие, и да ги води во некаква... Нема можности тоа да го направи заради големината на материјалите и затоа што нема спецификација. Тоа на еден диск кој што е доставен, не се знае кој е разговорот. А може само да се броја 20, 50, 100 или 1000 такви да бидат доставени. Меѓутоа, доказ е во колку се каже на тој и тој тајата содржина има. Практично не е можно да се направи записни онака како што во одредени ситуации, во колку има поднесување на кривична прижава против 1, 2 или 10 лица за настан кој што очигледен и кој што нема голем број на писмени материјали. И пак сега ќе кажам јас. Самото барање, одреден пропуст на Катица Јанева, ќе треба да го цени Советот за јавни обвинители. Па нека трнат од сопствената пракса, од работата во јавните обвинители и нека оцена дали навистина станува пропуст за кој што ќе треба да се понесе некој одговорност. Дали јавните обвинители кога примаат некој материјал прават записници? И бараме и специјалното обвинителство да постапи вака. Затоа велем нека трнат од сопственото искуство, од сопствената пракса, дали ако се најдете во ситуација како што бил специјалниот јавен обвинител, имаме ли свесно прекршување на некоја одредба? За да имаме одговорност, треба да има свесно прекршување на одредба некоја дисциплинска или било каква. Затоа сметам дека обврска е сигурно да се нотира и да се направи обид, тоа нотирање да биде што е можно поисцрпно, но дали формата може да биде, значи записник или друг начин на нотирање, ви велам во колку што произлегува од она што луѓето го кажуваат како нивна пракса, бидејќи во законот не е се уредено. Зависи дали они го барале, дали правни лица го слушале, дали се списи материјали, дали се овој тип на некакви материјални докази. И у крајна линија какви се? Значи едно е вие да примите пиштол и примате дека се приме пиштол, тој број и така. Друго е да ви лупнат вакви материјали на хард диск. Што ќе напишете? Колку има онатре? Кој ги изброил? И како вие ќе го верувате? Треба се избројат. Да. Има некои во правото ситуации кои што се неможни. Едноставно не е можно тоа да се направи. И не може да се бара одговорност за работа која што објективно не може да се стори. Јас од мојата пракса би кажам. Давно, во окружно јавно обвинителство ни беше донесено 20 лица притворени и 8 пакети со документација. Работното време беше до 3, тоа беше во 3 без 15. И што требаше јас да направам? Нормално ги ослободив, да не ги притвараме, а материјалот да ни го достави за да извршиме ние селекција. Материјалот ние го селектиравме месец ден. Да видите што е. И утврдивме дека нема кривична одговорност, кривичната пријава утврдивме. Друго сега ја да кажам, значи го дискутиравме односот на МВР и нападите врз Катица. Другиот фронт што е отворен е од обвинителскиот совет. Обвинителскиот совет до сега вака не работа, да не се лажеме. Ниту во рана фаза на постапка, она уште не почнала со ништо, они веќе преиспитуваат како ги примила материјалите. А сега да не се лажеме, не се знаеме сите, не сме од вчера, значи он настапува агресивно да ја дискредитира и го гледате тој, значи целиот блок дека се има негативен став на постојните државни институции, кои што па не уверува дека на вистина постоела потреба и се тоа е една борба во која што треба да се застане на страната на Катица Јанева, освен навистина ако не направи сериозно. Бидејќи очигледно е дека овие се бараат рчки, не дека таа не може да сгреши. Или дека нема поважни работи каде што можеби не сгрешила до сега.
времето тече, иде до едно действие, она треба да ги преземе, што можеби нема да ги преземе. Утре некој ќе се фати за тоа. Што би требало да ја повикаме како јавност дека треба да ги преземаме. Чекај, и она сега прави некоја селекција и е многу у тешка ситуација објективно. Значи имате голем број на кривични дела, сериозни, овие со прислушкувањата масивни и слично, и еден куп други што произлегуваат од нив, за кои што они треба да се рассепат од работа. И они секој поставуваат, предпоставувам некои приоритети и слично. И негде ќе постапуваат, негде нема да постапуваат. За некои од дела кои што објективно постојат, а што не им даде приоритет од некоја причина, што значи се утре некој ќе фати за уши зошто ти не си го направила ова или требало вака да направи, требало вака да направи. Тоа обично не се. Уште една тема која сакам да ме прашам за ваше мислење, бидејќи очигледно во најава е пак преседан. Специјалното јавно обвинителство бара измени на законот за заштитени сведоци. Актуелниот закон предвидува дека статусот на заштитен сведок го дава, ако не се лажам, професоре, вие сте добро упатени во новиот критичен закон, се прави совет во обвинителството, во кој членуваат повеќе представници на повеќе структури, кој одредува дали на некој може да му се даде статусот на заштитен сведок. Точно. И тоа е во рамките на јавното обвинителство. Не, да, и меѓуресорски на некој начин. Меѓуресорски. Дел има одговорност Министерство за внатрешни работи, кој што се грижи за безбедноста. Дел на санкција, има учество на суд, управа на санкции, врховен суд, да. Специјално јавно обвинителство бара измени кои ќе му овозможат специјалното јавно обвинителство во овие случаи кои ги води да специјалното обвинителство само одлучува кој може, кој не може да добие статус на заштитен сведок. Тоа е инициирана измена, уште не се изјасниле, бидејќи тоа треба помине во собрание, не се изјасниле политичките партии кои треба да гласаат во собранието. Професорот, дали ќе дојдеме тука во некоја колизија со постојаните законски решенија? Мислам дека нема потреба. Точно. Некој лошо ја советувал Катица. Да. Значи, се работи во нашиот закон, во нашето законодавство има два вида мерки. Едните мерки за кои што вие зборувавте, за кои е надлежно на мултиресорско дело, се вон процес на заштита. Значи, физичка заштита, менување на живеалиште и комплетно менување на идентитетот. Вклучително и, не знам, можно за преселување и слично. Тие се безбедност која што е врзана со надвор од постапката. Во тој дел, она објективно би можела да бара да се смета дека има проблем доколку го сака тие мерки да ги користи, бидејќи за тие луѓе со оглед на оваа ситуација што имаме дека нема да може сомневање дека нема да јавното обвинителство е блиско со политичките структури кои се пак предмет на истрага. Сега. И сега некој кој треба се јави за заштитен сведок. Зошто е тоа грешка? Значи, таму тој дел на заштита без МВР, било за физичка, било за менување на живеалишта, било за идентитетот комплетно, без МВР не може да се изведе тоа. И да сакате не може да скокне на МВР. Да. Значи не е можно тој тип на проблем да го решите, бидејќи без МВР тоа не може да го направите. Едино што може да направи е тоа да го батали. И да ги користи овие другите процесни мерки. Но ова се предмети кај што можеби заштитени сведоци ќе имаат клучна улога. Ама анонимен сведок и форма за заштита имаме ние процесна. Така го користиме во случајот на Љубе и на други. Да. Значи за процесната заштита зависи исклучително од обвинителството и од судот. Така. Значи, дали ќе бидат сослушани анонимно, дали ќе бидат користени технички средства, телекомуникацијски и друга просторија и слично што ги дава законот како можност, не зависат од МВР. И тука некој лошо ја советувал или таа не знае, нема да искуство, бидејќи малите обвинителства, фала Богу. Заштитениот сведок кој се појавува како заштитен сведок, не мора да добие промена на идентитет и живеалиште, туку се појавува на суд. Тој има име и презиме, кое не сака да биде дознаено од луѓето против кои се во постапката
во постапката се доволни и можат тоа да го гарантираат и само од нив зависи обвинителството и судот. Значи таа бара од судот, судот ако го одобри, тука е крај. Тука завршува, никој друг не знае за тоа. Никој друг не знае за тоа. Ама јас мислам е покриена ова дејност која што бара измена во законот. Ако во закон за специјално јавно обвинителство, како што реков, вели другите одредби, она што не е регулирано со овој закон, ќе се применува закон за јавното обвинителство и сите други позитивни прописи. Во позитивните прописи нормално закон за кривична постапка, кривичниот законник. Се она кое што практично е регулират областа околу заштитен сведок и другите мерки е регулирано, а закон за специјално јавно обвинителство е упатуван на тие, према тоа немаше потреба да бара, јас барем мислам, да бара посебно да се измени закон и да се овозможи на специјалниот јавен обвинител. А што имаат предложено, ја не можам ни да замислам, бидејќи сакале некеле без МВР тоа не биде. Ако сум добро информиран, скокнеш, се повикуваат на некои искуства, например, во Италија, каде што антимафија обвинителството, кое е посебно обвинителство, вие подобро знаете, професоре, има можност да дава за овој тип на статус на заштитен сведок без знаење на главното, да речем, обвинителство. Тоа се некои меѓународни... Не е вака како што се законите за специјално визави ова, исто така не е нарушено. Тајноста е запазена, нити има потреба, нити има обврска, нити може другото обвинителство да разбере во судската постапка доколку се по закон. Инаку ако сака судијата или некој од тие однатре да го пробие тоа, веќе тоа злоупотреба и кривично. И тоа е кривично дело. Значи во постоечкото законско решение Е регулирано, нема ограда. Оние кои би биле заштитени сведоци да имаат заштитата. Законот дава процесни можности да се користат без да тоа има потреба да се инволвира Министерството или било кој друг. Ако навистина сведокот е загрозен, и втората подваријанта што се користи во вакви случаи е веќе нешто малку поинаку. Тоа е проблемот на така наречени соработници на правда. Тоа е нешто повеќе од заштита на сведоци. Значи, заштита на сведоци класично е кога некој граѓанин е сведок и има потреба заради страв од реперкусии да му се заштити идентитетот кога дава изјава и слично, за да не го разбера, да не го натепаат, да не го... Соработници на правда веќе кај нас се врзуваат делумно со можност да бидат и заштитени како сведоци, а не мора, ние многу често непотребно ги врзуваме. Значи, соработници на правда се луѓе кои што се инволвирани во криминалот, и тие се клучно важни за успешна борба со криминал и овој тип на висока политичка корупција и злоупотреби. Се на некој начин поминуваат полесно, ние дури кај нас дури има можност да не бидат гонети, доколку соработуваат и се спремни да учествуваат како сведоци и доказ во постапката. Во светот во принцип за тоа што го даваат им бараат да се појават и сносат и некој ризик. Па после им се даваат ако се осудени да издржуваат во посебни безбедносни услови поблаги казни или на полесни околности. Значи, добиваат некои привилегии кои што кај нас, за разлика од други држави, до таму да дури не може да не се гонат. И веројатно тука ќе има. Но тоа се веќе и трикови кои што може би имаат врска и со обемот на работа. Луѓе доста шпекулираат дека Катица има малку време и треба да удри, да речеме, и со стратегијата, нели? Да удри по елитата, условно кажано. Меѓутоа, ако вие не ги загрозите на некој начин со можни кривични одговорност луѓето што учествувале доле, што спроведувале криминалот, тие никад нема да сведочат против овие. Значи, вие мора, и сега тоа не ќе ја доведува во ситуација да мора да фаќа, да отвара и други постапки, да фаќа по одоздола, за да дојде до ситуација тие луѓе заради страф од собственото да се работуваат со нејзо. Да. Очигледно ескалира овој конфликт меѓу МВР, јавното обвинителство од една страна и специјалното јавно обвинителство. Предпоставувам дека како ќе се доаѓа кон крајот на процесуирањето на тие обвиненија, дека може би да дојде до ситуации на притварање на некој од
актуелните или поранешни функционери од оваа политичка елита на власт. Дали очекувате прво дека би требало да може да дојде до притворање со оглед на природата на обвиненијата на обвиненија кои се на дела кои се направени во минатото? Дали ќе има потреба од тој тип на акција за да се спречи влијание врз сведоците, кога веќе говориме за Јас сведоците? мислам оти специјалното јавно обвинителство треба да работи онака како што законот препишува, не како досегашната пракса. Притворот е само мерка да се обезбеди присуство на обвинетиот во постапката, на главен претрес. Или да се спречи да влијае врз сведоците. Или ако влијае, има неколку одредби во кои што ако влијае на сведоци, ако повтори кривично дело, ако има опасност од бегство, само во колку се исполнети условите. Не заради тежината на кривичното дело, па сега да се притвори, да ствараме ние пака некои ситуации, Каде што притворот каде што јавноста да ја задоволиме радозналоста на јавноста. Иначе, ако се трне од она кој што се прислушните материјали, од сериозноста нивна, од тежината, па не можеме ние да исклучиме дека ќе има потреба од некое притварање. Меѓутоа, тргајќи сега од актерите, мислимото би било многу пресмело ако се оди без потреба, законска потреба на притварање. Мислам јас оти може да се заврши работата. И без притвор. И без притвор. Али притворот е нормално, дозволен и ќе се оцени јавниот обвинител дали навистина има потреба. Ако се поведува постапка, очигледно се на некој начин се руши потребата, односно се обезвреднува истрагата, ако се влијае на сведоци, се прикриват материјали. Мора јавниот обвинител во тој случај да си обезбеди оној материјал врз кој ќе гради одлуката. Велам одлуката, не велам обвинението, затоа што одлука може да биде и да е за предпоставката. Затоа сметам до притворот ќе треба специјалниот јавен обвинител да го предлага тогаш исклучиво како што е предвидено во законот, а не заради некоја радозналост како досега. Ако дојде до тоа, МВР со оглед на тие чувствителни релации меѓу МВР и специјалното јавно обвинителство. Ова се ретки случаи, што тешко е дека би можело да ги мериме со аршини на нормални случаи од судската практика и наша меѓународна богами. Цело време се движиме во рамките на преседани. Она што гледаме дека можноста да се влијае врз постапката и скривање на доказите, влијание на сведоци, кај политичката елита и целиот механизам што им е послушан по државните органи е огромна. Значи, скоро по дефиниција и гледаме од самиот овој атак врз нејзината работа, дека предуслови за такво нешто постојат, бидејќи очигледно активно се работи на обструкција на целата работа, вклучително предпоставаме за доказите, ако не сме касно со тоа. Повеќе е прашањето можеби политичката опортуност, а богами и фактички дали може да се изведе. Толку високи функционери во МВР или премиерот или Сашо Мелков, вие е прашање дали фактички можете да ги изведете као притварање, доколку тоа нема сериозна поддршка од меѓународната заедница, американската амбасада и слично. Така што тоа се, но во никој случај се надевам дека не треба, значи ниту обвинителството треба да има својата цел да правдата. Не треба се калкулира кој што се калкулира со многу аналитичари и политичките партии, ни со тоа дали избори се ближат, па да се даде, не знам, предност на изборните случаи, бидејќи не е таа алатка за избори. Ниту па притворањето, кој што навистина би имало ефект врз изборите, смее да биде мотивирано од политички потреби на изборите. Сега чекај ќе ги притвориме два тројца и ќе им се распадне организацијата. Тоа не би смела да се го дозволи. За тоа беше прашање многу и на целата таа борба да биде очигледно работата на обвинителството, интегритетот и на првиот човек да не се доведе под сомневање. Бидејќи се работи за тешка борба, за големи работи, требаше да има доверба во јавноста дека тоа што се прави е bona fide и дека е по закон. За крај да ја прашам, ефектот е многу поголем во колку се оди во докажување и се докаже одредена
состојба за извршено кривично дело во колку нема репресивни мерки за притварањето. Зошто? Затоа што прво притворот психички делува и на онај кој што го наредил, јавниот обвинител, ако е судијата, затоа што е врзан со време, има рокови кои што мора да ги спочитува. И притвореничките предмети има приоритет во работата и на судот и на јавниот обвинител. Према тоа, не комодитетот, меѓутоа психичката слобода е поголема во колку не е лицето во притвор, а имате вие можности да ги проследите и да ги проучите материјалите од тоа да заклучите. Има кривично дело, тој е сторител, обезбедив докази, не ми треба притвор. А иначе се злоупотребува притворот, затоа што притворот веќе е претворен во казна, кој што не сме да биде. За крај да ве прашам, ваше предвидување помина известно време каде што веќе можеме да дадеме некои реални проценки за перформансите на специјалното јавно обвинителство. Од друга страна, расте оваа тензија меѓу специјалното јавно обвинителство во однос на МВР и јавното обвинителство. Какви се вашите предвидувања? Дали јавното обвинителство, специјалното јавно обвинителство ќе успее да го надминува и сепак да си ја заврши работата онака како што треба да си ја заврши? Многу тешко. Да. Многу тешко, но ја би ги советувал да не даваат, нема зошто да влегуваат во трикови во кои што се влезени, самите да се даваат рокови до кога ќе има обвинение, колку обвинение ќе има, и влегуваат сами во некои законски рамки и обзнанување на тоа на што работат, што не им се потребно. Значи, они треба само да се работат совесно, а времето брзо поминува и брзо ќе покаже дали навистина нешто сработиле, дали на кои се пречки, доправа ќе се анализираат наишта, но овој тип на очекувања и кои што се поддржани од нивна страна, не се работи очигледно во непријателско обкружување, што би се рекло. Да. Ќе се снајдат ли, господин Трпеновски, за да го извршат онаа функција која на крајот деноците граѓани очекуваат да поведат некај. Ние многу повеќе очекуваме од кои што се можностите на специјалниот јавен обвинител. Зошто очекуваме? Затоа што мора ние се вратиме назад во временскиот период кој што предизвика да дојде до договорот и формирање на специјално јавно обвинителство. Ние да не се залажуваме, сите сме свесни дека институциите не работат онака како што е препишано во закон. Да работи, а немаше да има специјално јавно обвинителство за внатрешни работи, него сите институции практично не остваруваат функцијата како што е пропишано во законот. И затоа сега со формирање на јавното обвинителство очекуваме сите проблеми во држава ќе ни бидат решени. Не. Доволно е специјалното јавно обвинителство да се заврши сопствената работа и тоа да ја заврши објективно, без субјективизми и без предмети кои се и исклучиво без притисоци. Исклучиво само да има сопствен притисок за да може да се заврши работата како закон го пропишува. Странични притисоци, јас мислам ќе го дискредитира и специјалното јавно обвинителство. А сметам тоа нема да се дозволи да биде. Во тоа сум сигурен. Господин Трпеновски, господин Каралджиев, ви благодарам за учеството во студио на Нова.